Колку време интензивно се истражуваше, колку траеше, колку години и потоа ќе позборуваме за тоа што се излезе од таму. Да, знаете, прв пат, како што рековме, почнавме во текот на ноември и декември 2012 година, буквално копавме еден тим составен исклучиво од археолози. Исклучиво од археолози и како археолози бевме таму кои што работевме, копавме ни 2 сонди, огромни сонди, ги направивме. Зошто исклучиво археолози? Беше специфично ли? Затоа што пракса ли е? периодот и времето и се стана некако ад хок, а и сите бевме заинтересирани веднаш да започнеме со истражувањето. Тоа значи дека ваши колеги од други музеи беа вклучени? Да, од музеј Гевгелија и нашиот музеј во Струмица и неколку колеги кои што не се вработени како археолози, меѓутоа се археолози. И едноставно почнавме со тие истражувања, со тогашна голема подршка на градоначалникот на општина Дојран, господинот Чабулев, кој што буквално човекот не излезе во пресред во сите наши барања кои што ги побаравме. И исто така морам да го споменам и АРМ кој што ни помогна со сместување во војните кампови. Луѓето кои што беа таму ни беа услужни, буквално ни помага во сите наши настојувања да што повеќе да истражиме. И практично истражувавме до крајот на декември, до 31 декември. И да бидам искрен, тие резултати кои што ги добивме таму беа исклучителни. Навистина исклучителни. Видовме дека, за жал, видовме и дека голем дел од населбата е уништен. Видовме дека со багерите е направена непоправлива штета. Меѓутоа, еден дел кој што остана на брегот и кој што практично ние го истражувавме, даде многу интересни резултати кои што се однесуваат пред се на динамиката на таа населба, како била поставена, нејзината поставеност, диспозицијата на колците од објектите и материјалот кој што беше пребогат. Буквално немаше квадратен сантиметар кај што не копнавме да немаше некаков материјал. Во 2013 и 2014 дали продолжи истражувањето? Со кој интензитет? Да, наредните години, поготово 2013 година, почнавме и со добри средства, мора тоа да го признам, затоа што на сите ни беше некако интересно што се случува. Знаете, тоа прв пат после Охридското езеро, кај што се појавија неколку насоби, наколни насоби од различни периоди. Имаме и во самиот Охрид една таква, потоа најпознатата во заливот на Коските, нели, кое што денес е и музеј на отворено, музеј на вода. Имаме една друга населба Врбник, која во последно време многу се истражува. И ова беше првата населба надвор од Охридското езеро. И имаме една интересна приказна во врска со сето тоа. Знаете, Херодот, таткото на историјата, нели, во 5 век пред нашата ера ги опишува овие краишта и вели дека овде живееле така наречените слободни пајони. И покрај другите населби кои што ги имале раштркани низ земјава, поменува за така наречените слободни пајони кои што живееле во водите на Прасијатското езеро, под планината Орбелос. Ние знаеме дека планината Орбелос е беласица. И, како да ви кажам, мислам, некако ни се вклопи таа приказна. Вика, живееле во водите на Пресијатското езеро, во наколни населби и речиси никогаш не се симнувале на брегот. Цело време живееле таму, живееле во тие колиби кои што биле нели поставени на колци, на платформи. Имале кајчиња со кои што шетале низ езерото, ловеле риба и такви работи. И вика дури дека толку многу риба имало во тоа езеро, тој ги наведува по име како се нарекуваат тие риби, што козите и овците ги ранеле со риба, знаете, што е доста чудно. И вели дека секој од жителите, машките жители кои што живееле во тие наколни населби, кога се женел, морал да донесе нови колци од планината Орбелос и да постави нови платформи каде што ќе има нови живеалишта, а вика такви биле слободни пајоните, па се женеле повеќе пати.